Да отвориме сега во прва Самуилова и ќе се префрлиме на 24 глава. За жал немаме време да проучиме се и се што од историјата на Старозаветното царство. За тоа би ни требало многу години, а не многу саботи. Јас најавив петата сабота да зборувам и како посебна тема за верата и дрскоста од разни други библиски примери, па сакав и некои цитати од Духот на пророштво да ги прожектирам. Но кога видев колку многу има на таа тема цитати и колку многу примери, значи, само за тоа би ми требало цела серија од неколку саботи. А јас не сакам да прекинувам една серија за да почнувам друга. Значи, може да прекинам серија за да одржам поединечно некоја проповед на друга тема, но да прекинам серија за да започнам друга серија, тоа не би сакал. Затоа верата и дрскоста можеби ќе го оставам за понатаму, може и после летово, ќе видам, не знам. А сега ќе отвориме во прва Самуилова 24 глава, каде што ќе се подсетиме на еден интересен случај од времето кога се уште Саул е цар, за жал луд цар, во тоа време и многу по-луд и по-бесен од порано. Давид се уште не е на власт, значи се уште не е цар, штом Саул се уште е жив, но Давид е веќе сериозно прогонуван од Саула. Значи, ова е веќе едно многу поинакво време, поинакви услови од времето кога Давид беше момче, кога беше помазан за цар и кога го победи Голијат. Саул, значи, кога до некаде сваќал во себе си дека Давид ќе биде тој наследник што Господ го најавил, започнал, од тогаш од кога тоа го сватил, започнал и да го прогонува. Сеќавате, сакал да го прикува со копје за зид. Ги спотепал дури свештениците и Ахимелех, Авиатар, сите оние кои што своевремено го згрижија Давид, додека се криел во прогонство од царевиот бес. Во една прилика, во тоа прогонство Давид ќе побегне дури кај филистејците, да се сокрие и кај нив, на гостопремство кај непријателите, кај оние чии што јунак тој самиот им го убил. Толку бил суров Саул и неговото прогонство толку било големо, за да Давид, победникот над Голијат, дури кај филистејците најде прибежиште во едно време. Навистина страшно. Тука може да разбереме колку бил силен бесот на Саул. Колку било големо неговото, колку била голема неговата омраза кон Давида. Неговата завист и така натаму. Страшно нешто. Саул со својата непослушност дозволи да западне во ситуација која што е страшна во духовен смисол и Господ даде никој да не се најде во таква состојба. 24 глава започнува со зборовите како Давид ја напушти филистејската земја, односно местото наречено Зив. Тоа било пустина, уствари, според предходната глава. И излезе оттаму и живееше по стрмните врвови на Енгеди. Кога Саул се врати од филистејците, му јавија велејки: ете, Давид
е во пустинските места, кај Ен-Геди. Тоа е, ако ја погледате картата, некаде на средина на Мртвото море, на самиот брег на Мртвото море. Тогаш Саул зеде 3000 одбрани мажи од цел Израел. Одбрани мажи значи нешто како специјални единици со денешна терминологија. И отиде да го бара Давид и неговите луѓе по планините, каде што живеат дивокози. Со 3000 специјалци против Давида. Зошто толку многу? Зашто толкава прекумерна сила, што би рекле представниците на ЕУ и НАТО. Давид е Давид, и колку да се неговите другари, 10-15 души максимум. Саул знаел нешто повеќе. Ама ако тоа го знае, зарем 3000 специјалци ќе му помогнат. Значи, ако Господ е на страната на Давид, зарем 3000 војници, ќе му бидат доволни. Ако... Меѓутоа, тоа е тоа. Бесот е бес. Кога човек мрази и истовремено се плаши, тоа што ќе се обиде да демонстрира и прекумерна сила, затоа што е таков се плаши. Тукашниот премиер на 29 јуни се исплаши од една обична парада за семејството и изнесе полицајци, специјалци, борни коли. Зошто? Се плаши. Кога човек е обседнат од бес, кога е ненормален, кога е скренат со паметот, со умот, кога е во некоја проклета состојба, заради греф е сето тоа. Како може да поддржуваш содомија, значи дека си ненормален самиот. Тоа е страшна духовна состојба. Тогаш не е чудо и во таква ситуација, кога си веќе обземен од бес, да имаш и прекумерен страф во некои моменти. Прекумерен страф. И сето тоа помешано со прекумерна образа, гнев и така натаму. Тоа се страшни психолошки состојби за кои што реков да не даде Господ да некој западне во таква ситуација. 4 стих вели, кога дојде кај едно овчо трло крај патот, таму имаше пештера и Саул влезе таму по нужда. А Давид и луѓето негови седеа во дното на пештерата. И му рекоа на Давид луѓето негови: еве го денот за кој ти говореше Господ. Ете, јас ќе го предадам твојот непријател во рацете твои и ќе сториш со него она што ти е угодно. Овие зборови изгледат како некој цитат, како Господ да ги кажал овие зборови. И сега соборците или другарите на Давид му ги цитираат овие зборови. Зошто? Затоа што Давид бил во тој момент се нашол во ситуација да може, ако сака, да може да го убие Саула. Саул несвесно се нашол во многу слаба позиција. Радлива позиција во која што можел да биде убиен. Да беше било кој друг на местото на Давид, Саул сигурно ќе беше убиен уште тука. Особено ако тој друг е некој што место него бил помазан да стане цар и било само прашање на време кога тој ќе го превземе или ќе го наследи царството. Но како постапил Давид? Читаме понатаму и вели 6 стих: но потоа му стана мачно
на срцето Давидово, него прочитавме остатокот од 5. Давид стана и полека ја пресече полата на Сауловата горна облека. Значи пресече дел од неговата облека, додека Саул спиел или дремел таму во пештерата. Но потоа му стана мачно на срцето Давидово поради тоа што ја пресече полата на Сауловата облека и им рече на луѓето своји. Значи, има еден момент, тука можеме да забележиме, дека во даден момент Светиот Дух го штипнал Давида за совест, така да се изразам. И Давид решава да не му наштети на Саул заради тоа што Господ интервенира во моментов во неговата совест. И им рече на луѓето своји да не ми даде Господ да му го направам тоа на мојот господар, како се уште го нарекува Саул, својот гонител, мојот господар. Бидејќи Саул е се уште цар, де факто. Не де јуре, меѓутоа де факто е се уште цар. Да ставам рака врз него, или денес би рекле, може така требаше и да го преведат овие, да кренам рака врз него. Така и Константинов подобро преведе, фала. Бидејќи тој е што? Помазаник Господов, вели овој превод. Со тие зборови ги задржал луѓето своји и не им дозволи да го нападнат Саул. Значи си останаа во заседа, а Саул стана, Саул не ни знае што се случува. Саул си стана и излезе од пештерата на патот. Потоа стана и Давид, и излезе од пештерата и извика по Саул, велејки: Господаре мој царе! Саул погледна назад и Давид падна со лицето на земјата и му се поклони. И Давид му рече на Саул: Зошто ги слушаш зборовите на оние луѓе што велат, ете Давид крои зло против тебе? Ете денес видоа очите твои дека Господ те предаваше во рацете мои во пештерата и ми говореа да те убијам, но јас те поштедив и реков: нема да кренам рака на мојот Господар, бидејќи тој е помазаник на Господ. Не мора да читаме понатаму. Инаку Давид каже уште неколку реченици во тој свој говор. Може да се прочитате главата дома до крај. Сакав се да се задржиме само на овој момент. Зошто Давид, што Давид наведува како причина да не крене рака врз Саула? Затоа што Саул е помазаник Господов. Многу интересно и би сакал, може така да се вика проповета, Божи помазаник или помазаник Господов, како ти се допаѓа повеќе. Што значи овој израз? Помазаник. Прво, зашто Саул е наречен така? Помазаник Господов. На што се мисли кога е така наречен? На фактот што кога станал цар, кога Господ го избрал за цар, бил помазан за цар. Ние го читавме Давидовото помазување за цар во 16 глава, кога тоа беше првиот дел од младиот Давид. Не го читавме Сауловото помазување, бидејќи не се занимававме со почетоците на Сауловото владење, но да отвориме сега во 10 глава да се вратиме. Прва Самуилова 10 глава. Ја само споменав, зашто му беше тешко да Саул да поднесе оставка или да абдицира, како што се вели. Бидејќи беше лесно од говедар да станеш цар, и убаво, и мило, и срекно, и прекрасно,
Но од цар повторно да станеш говедар, тоа човечката природа не го сакаше. Затоа што Саул навистина беше говедар. И Самуил го сретна Саула за да го помаза во време кога Саул со слугите на татка си барал едни изгубени говеда од нивното стадо. 10 глава вели во првиот стих: и изеде Самуил сад со масло, да не го читаме, значи, предходно 9 глава како се срекаваат Саул и Самуил. Изеде Самуил сад со масло, го излеа врз главата негова, го бакна и рече: еве Господ те помаза за владетел на своето наследство. И така Саул стана цар. Така и Давид стана цар. Иако Давид помина неколку години додека од неговото помазување додека де факто се стекне со власт и почне да владее со Израел, па дури првите 7 години не владел со сите племиња. Значи, 10 племиња не му беа покорени, дури 7-та година кога го освоил Ерусалим. И така натаму. Би сакал да ве подсетам на не толку на настаните, колку не знам дали некој од вас тука се сеќава, минатиот век, поточно 90-тите години, некои проповедници, ако се сеќавате на македонската мисија, тврдеа вакво нешто. Се надам дека нема да биде погрешно сватено од некој, иако некој досега намерно погрешно извртуваа мои зборови. Например, не затоа што не се толку паметни да сватат што сакав да кажам. Кога повикував да не се гласа за Стево, повикував да не се гласа за Содом и Гомор, а вие што намерно тврдевте дека со тоа правам пропаганда на ВМРО, срам да ви и да се покаете за своите гревови. Се обраќам на камерата, значи. Се надам сега да не бидам погрешно сватен. Некои проповедници тврдеа тогаш дека било грев да се крене рака врз нив, бидејќи биле физички нападнати од некои си, затоа што тие се Божји помазаници. Тоа беше тезата. Значи, јас не оправдувам тепање на проповедници, и самиот бев проповедник во тоа време, но токму спротивното сакам да го нагласам. Дека не оправдувам тепање на било кој верник, не само на проповедници. А вака нивната теза да не се крене рака врз проповедник, затоа што проповедникот е Божи помазаник и без да сакаат оставаа погрешен впечаток, значи може да тепаш браќа, верници, ако не се проповедници. Се разбира, не мислеа така они, меѓутоа се остава тој погрешен впечаток. И затоа сакам малку да проучиме нешто што тогашните проповедници не го разбира, може би и денес не го разбираат, и јас признавам, во тоа време не го разбирав ова. Да го разбирав уште тогаш кога зборував на овие теми. Но сега го разбирам и последниве 10 години откако сум попросветлен во разбирањето на автентичното Евангелие. Би сакал да ги споделам уште еднаш овие сознанија за помазанието. Прво да поставиме прашање: кој се бил помазуван
во Стариот Завет. Какви све луѓе или професии на луѓе? Да. Или општо биле помазувани свештениците, свештенството. Но првосвештеникот, ако мислиме, како водач, како главен свештеник. Првосвештеникот, точно. И тоа е споменато уште со Арона. Гледаме на овие примери со Давида и Саула, царевите. Значи, свештеник, или конкретно првосвештеник, цар, уште некоја трета класа на луѓе што биле помазувани. Иако, кај ова последна класа не мора сите да биле. Затоа што таа трета професија е многу вонредна и многу независна професија. Тоа биле пророците. Значи, цар, свештеник и пророк. Да отвориме во Излез, втора книга Мојсеева, 28 глава, 41 стих. Излез, или втора книга Мојсеева, 28 глава, 41 стих. Господ кога дава разни наредби за тоа како Арон, првиот првосвештеник, да биде облечен, како да служи и така натаму, како да биде подготвен за својата служба. Да не ги читаме сите тие стихови. Во 41 стих вели: во тоа, во тие хитони што ги споменува претходниот стих, во тоа облечи го Арон, братот твој, значи на Мојсеја му се обраќа, и синовите негови со него, помажи ги, или помазај ги, исполни им ги рацете и освети ги, за да ми бидат свештеници. Ова е пример на помазување на првосвештеникот Арон и на свештениците, неговите синови конкретно во оваа глава. Интересно е што во книгата на Судиите, би сакали тоа да го прочитаме, во книгата на Судиите, 9 глава, се сеќавате, таму се споменува една приказна, можеме да наречеме басна, нели? Или можеби басните се однесуваат само на животни. Ајде ка биде приказна. Во Судиите 9 глава се зборува за Јотамовата приказна, приказната што ја раскажал Јотам, за тоа како дрвата решиле да си изберат цар меѓу нив. Сите видови на растителни дрва. И видите како почнува приказната. 8 стих. Значи, во 7 Јотам вели: чујте ме, жители Сихимски, и Бог ќе ве чуе. И сега ме почнува приказната во 8 стих. И вели вака: едно време тргнале дрвјата да помазаат цар, кој ќе владее со нив, и рекле на маслинката: стани ни цар. Потоа се споменуваат маслинката, маслинката не ќела, одбила, па смоквата, па после лозата и така, трнот и така натаму. Не е сега битна приказната. Туку сакав само ова да го нагласам, како кога некој требало да биде востоличен за цар, се употребувал, по навика се употребувал глаголот помазан. Како кога велиме да крстиш некого, или во случаев си решиле дрвата да изберат цар, да востоличат цар, не употребиле таков глагол, туку да, Јотам кажал, да помазаат цар. За да биде некој цар, иако се уште немало цареви во тоа време, во времето на судиите во Израел, се тврдало дека се употребувал тој глагол сам по себе како логичен, како нормален, дека царот е некој што треба да биде
помазан. И сега да отвориме еден друг стих, или два стиха, кои што мене лично многу би се допаѓале, откога прв пат ги прочитав. Во прва книга Царевите, 19 глава ќе отвориме. Прва книга Царевите, 19 глава. Кога пророкот Илија, после сите славни дела што ги направи со Господова сила, веќе бил обземен од разочарување, па дури побегна од Језавела, исплашен од неа, и во својата малодушност Илија дури побегнал до гората Хорив, односно до Синајската гора. И таму, вели 19 глава, прва Царевите, 19 глава, 9 стих, и влезе таму во една пештера и ноќеваше во неја. Илија, значи. И ете би кон него слово Господово, и Господ му рече: зошто си овде, Илија? Што бараш тука, с други збори? Тој одговори: пламнав од ревност за Господ Бог Саваот, зашто Израеловите синови го оставија Твојот завет, ги разурнаа Твоите жртвеници и со меч ги убија Твоите пророци. Само јас останав, но и мојата душа сакаат да ми ја земат. Сега намерно ги читам овие неколку стихови до 18-тиот ги читам. И неколку главната мисла е во 15-тиот и 16-тиот стих. Тогаш Бог му рече: излези и застани на гората пред лицето Господово. И ете Господ ќе мине, и голем и силен ветер, кој ридови урива и соборува карпи пред Господ. Но не е Господ во ветрот. Интересни спорови. По ветерот земјотрес, но не е Господ во земјотресот. По земјотресот огн, но не е Господ во огнот. По огнот здив од тих ветер. Така вели овој превод. И таму е Господ. Кога го чу тоа, Илија си го сокри лицето со својот кожух и излезе и застана пред влезот во пештерата. И кон него се слушна глас кој му рече: зошто си тука, Илија? И тој повторно: пламнав од ревност за Господа Бога Саваот, зашто Израеловите синови го оставија Твојот завет, ги разурнаа Твоите жртвеници и со меч ги убија Твоите пророци. Само јас останав, но и мојата душа сакаат да ми ја земат. Илија повторно малодушен. Значи, понекогаш, кој ќе не обзеде малодушност, голема тага, може би и депресија, може би тешко разочарување. Значи, Господ и чуда да направи во тој момент во нашиот живот, нема да бидат доволни за да бидеме исцелени од тие состојби, од таа малодушност. Сега 15-тиот стих. А Господ му рече: врати се по патот свој преку пустинијата во Дамаск. И кога ќе стигнеш, што да направи? Помазај го Азаил за арамејски цар, или за цар на Сирија, бидејќи го праќа во Дамаск. Интересно, Божји пророк, пророците се тие што ги помазувале царевите, така? Самуил ги помаза Саула и Давида, например. Божји пророк од Израел, Господ го праќа во Сирија, во друга земја, во паганска земја, непријателска земја, за да го помаза таму наредниот сиријски цар. А Јуи, синот на Нимши, помазе го за цар над Израел, значи во твојата земја.
И страшно беше тој јуј после за сите отпадници од Господовиот завет. Со се на шминкарата Језавелја. Нема да го заборавам никош таа проповед на Рейде Карло. Како викаше овдека 98 година за карминот на Језавелја. И сега, освен сирискиот и израелскиот цар, што требал да ги помаза, уште кого? Друг требал да помаза, не некој што ќе биде цар, туку синот Елисеј, пак синот на Шафат од Авел Мехола, помазај го за пророк наместо себе, значи како твој наследник. Понатаму текстот вели зашто кој ќе избега од Азаиловиот меч, него ќе го убие Јуј. А кој ќе се избави од мечот на Јуј, него ќе го убие Елисеј, пророкот. Значи сите тројца, и сирискиот и израелскиот цар, и пророкот Елисеј како наследник Илиев, требало да бидат инструменти на Божиот гнев. Зашто? Против кого? Па против она што било причина Илија да падне во толку голема малодушност. На Илија му изгледало дека само тој останал. Видите, тука сме ние колку 12 души бевме пред да излезат јагода пред да излезат. И тоа е многу. Ние со сите отсутни сега, 10 души, сме многу овдека. Повторно да бидам погрешно разбран, не дека сум задоволен ако сме волку. Илија мислел дека во цел Израел е само тој. Дека нема други. Замислите како би се чувствувале да нема други цркви во Скопје. Да нема, значи, ниту влаја, ниту вера, да нема, ниту шутка. Како би се чувствувале доаѓате, како некогаш, кога само ова било адвентистичка црква во Скопје, минатиот век, да речеме. Да дојдете една сабота во црква и никој друг. Само вие, никој друг. Дали тоа некогаш му се случило некому? Мислам, никогаш не се случило такво нешто. Никогаш никому не се случило такво нешто, верувам. На Илија тоа му се случило. Не цела една црква, од цел еден народ, од цел Израел. Отпадот и беззаконието биле толку многу намножени. Толку длабоко паднал избраниот народ во тоа беззаконие, во тоа идолопоклонство, во тој отпад, што Илија мисля дека он е сам на страната Господова, единствениот кој што ревнува, единствениот кој што му се клања на Јах, а осталаците им се клањаат, почнувајќи од царот Ахав па надолу, на Ваал. Но тука му вели Господ во 18 стих дека Илија не е сам. И не само што не е сам, но сепак оставив меѓу израелците 7,000 мажи, што значи многу повеќе со се жени и деца. Сетиме Библијата ги брои само мажите, бидејќи брои семејства, не брои поединци кога споменува вака мажи. Само мажи. Значи брои толку семејства. И сите тие не ги свиткале колената пред Ваал и устите нивни не го бакнувале. Се мисли на... Значи имало во тоа време, ако не икони, имало кипчиња, статуетки со ликот на Ваал и многу израелци што правиле? Се ги бакнувале. Тоа било начин на изразување на почит кон Богот Ваал. Се ги бакнувале.
7.000 мажи. И ние не сме сами, браќи и сестри. Навистина, живееме во тешки времења. Во времење на тешки соблазни. Во времење кога проповедници се откажуваат од верата, стануваат неверници. Јас малку се натажив што еден американец што го познавав како силен, како верен човек, сега напишал на Фейсбук дека е поранешен адвентист и дека сега е атеист. И се разочарав малку. Мислам, се натажив, не ми беше тој некој многу близок. Меѓутоа, ете се натажив. Слушам, Јанош Ковач се откажа од верата. Дури се развел. Не работи веќе во дивизија. Го снемало. И Фейсбукот си го исклучил одамна. И можеби во светот има многу вакви случаеви. Дали веќе, се прашувам, дали веќе живееме во време кога почнува да се исполнува едно конкретно пророштво од духот на пророштвото, дека во последните тешки, соблазнителни, разочарувачки, тажни времења, многу, дури вели многу звезди на кои што сме им се восхитувале, некогаш им се восхитувале, ќе заминат во мрак, така гласи пророштвото. Еден друг цитат од Елена Вајд. Дали веќе живееме во време, се прашувам јас, кога таа вели дека ќе дојде в такво време, кога ќе треба, толку мнозина ќе се откажат од верата, толку мнозина ќе попуштат. Дали веќе сме во тоа време, кога ќе треба да црпиме храброст од плашливоста или кукавичлукот на другите. Вера од нивното маловерие. Дали е веќе дојдено тоа време? Мене ми се чини како да е дојдено тоа време. Јас не само верници, јас слушнав дека еден проповедник гласал за Содом на последниви избори. Едноставно, толку сме ноншалантни, што веќе и не размислуваме. Едноставно, толку сме преокупирани со личниот интерес или со личната желба. Веќе не размислуваме, Божиот закон не е на прво место, Божијата волја не е на прво место. Толку е таква една атмосфера, таква една зачмаеност, магепсаност, можеби, како да ја наречеме, на небрежност, не ми е гајле, не ме интересира и така натаму. Господа не помилува да се разбудиме, да се освестиме и со молитва секој ден да го бараме, да ја бараме неговата сила, храброст, бидејќи навистина дојдоа тешки денови. Тажни денови. Денови во кои што и смртта ни одзеде многу наши мили и драги браќа и сестри, од овдека родители или други верници. Имаме сега и болни, имаме и мнозина кои што се разочараа, обесхрабрија и одамна не одат во црква. И тоа е секаде така во светот. И сепак Господ не повикува дека не сме сами, како Илија што се осетил сам, дека постојат илјадници и тука во Скопје околу нас, чие што срце е приемчиво за вистината и кои што веќе имаат некои сознанија од вистината.
Но Господ не повикува за да се наполнат овие редови. Ние самите да се понизиме. Ние самите да се обратиме. Ние самите да бидеме такви, за да може Господ да ни ги довери тие души. Инако не е работата Господ да ги донесе и потоа од нас самите да се соблазнат, да се разочараат и да доживеат бродолом на нивната кревка вера. Бидејќи верата на почетникот е кревка. Сепак треба многу полевање и одгледување на тоа дрвце за да зајакне. И ќе продолжам со оваа тема следната сабота, ако даде Господ живот и здравие. Иако таа тема може да се вика поинакот, че не мора прв, втор дел. Сега дека биде Божиот помазаник. Ќе поставам само едно прашање. Значи, во Стариот Завет пророци, свештеници и цареви биле помазувани со масло. Прашањето е, а во Новиот Завет? Кој се е помазан во Новиот Завет? Тоа е прашањето, нека размислуваме на оваа тема и следната сабота ќе продолжам за помазанието во Новиот Завет. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.